Така да мислам дека ако сакаме права соработка, а Европа тоа го бара, тоа мора да го направиме. Впрочем, вие видовте како се прославува почетокот на Првата светска војна, каде загинаа 30 милиони луѓе на најсвиреп начин. Од отрови. Тогаш беа употребени хемиски бојни отрови на марна, клорот. И сега председателот на Германија, на Австрија, за земји кои беа на една страна, и другите земји Франција, Англија, Србија, што беа на другата страна, славеа заедно. И во тоа немаше ништо лошо, и никој тоа не го прокоментира по друг начин. Убедена сум дека не сте останале само на политика во Бугарија. Бугарија е нашиот сосед за сите меѓугранични соработки. Претпоставувам дека ќе имаме нешто и конкретно. Конкретно со Гоце Делчев има добра соработка, затоа што Владимир Москов, градоначалникот на Гоце Делчев, тој е стариот Неврокоп. И таму се наоѓа Неврокопската епархија. Тој е целиот Благоевградски округ, тоа е поранешна Пиринска Македонија. Значи како географска целина е 5 мандати градоначалник на тој град. Направил извореден парк. Прекрасно градче. Се во тој град функционира безпрекорно. Да ги видите улиците. Се е асфалтирано, уредено, чисто. Значи таму тој успеал да ги добие европските фондови на најдобар може начин да ги искористи. Ние можеме да ги користиме тие преку меѓугранична соработка со Република Бугарија. И тоа е шанса тоа да го направиме. Од целова ситуација Штип има профит и корис. Не на штета на Македонија, на македонската држава, на македонскиот национален идентитет, напротив, имаме проекти кои ќе бидат финансирани од европските фондови, а ќе ги искористиме овие релации. Всушност, моите релации и со Република Србија, и со Хрватска, Словенија даваат резултати во нашиот град. Да не забораваме дека има прва донација од Република Србија. Компанијата Хемафрон на почетокот на мојот мандат донираше превозно средство кој ние го дадовме и дониравме на Лесовскиот манастир. Владата на Република Бугарија донесе одлука да донира во Штип еден мост на македонско-бугарското пријателство. Па имали поголемо признание за една држава со тоа. И затоа, како градоначалник, мора да бидете пред се мисионери за еднината, да бидете мудри, максимално да ги користите овие релации за добробит на градот. Мислам дека ја во тој контекст успешно се справувам и верувајте дека тоа ќе даде добри бенефити за нашиот град. А сите оние критизери кои негативно гледат на секоја соработка, треба да сватат дека соработката постои за добробит на граѓаните, не за лични профити и користи. Јас лично да ви кажам, ако отидев на гробот на цар Борис, тоа ќе беше голем срам за мене, за семејството, за мојата нација. Но, ако отидете на споменикот на Гоце Делчев, на Дане Груев и на Тодор Александров, мислам дека тоа е добро. Тодор Александров има најубав споменик во градот Кюстендил, каде поминал поголем дел од својот живот, како војвода, како тогашен претседател на ВМРО. И лично мислам дека таа историчка личност е штипска, наш штипјанец. Колку и да го негираат, ние мораме да признаеме дека тој роден во Штип, дека е израснал покровен камен, дека е крстен во црквата Света Богородица во Ново село. И ние тоа мора да го почитуваме. Јас како градоначалник тоа највеќе мора да го почитувам. Јас мора да почитувам дека Гоце Делчев 2 години ги учел штипските деца, кои денески има своји наследници, кои го градат овој град. И нема дилеми дека така ќе биде. Кај да биде, јас ќе најдам, ако треба, ливадско цвеќе ќе скинам и ќе го однесам на неговиот споменик. Бидејќи приличи на еден градоначалник, каде Гоце Делчев во Македонија е единствено место каде Штип бил учител. Штип, така, да се однесува на тој начин. И верувајте дека сите оние кои така пуштаат некои закани, нели, ќе сечеле глави и така натаму, пораката е сосема јасна. Само ограничениот ум, кој нема визија, тоа може да го мисли. Сите оние кои гледат 100 години нанапред, знаат што прават. Мислам дека се наоѓам во таа категорија на луѓе, кои знаат да размислува и знаат што е добро за Штип. Впрочем, за една година направивме чуда во овој град. Престојат, тоа е загревање, престојат нови предизвици. Ќе направиме училишна сала и 3 чешми, и во наслаба бави. Ќе се направат канализации, улица, патишта, напред се ќе има убави содржини, Штипјани да уживеат. Бидејќи лек за душата е ова што го гледате сега. Затоа што гледам дека емоциите кај луѓето кои сега ќе почнат своји микеве да доаѓаат. Тоа се реки луѓе. Така, ги имаше и во текот на покажува колку сме го погодиле овој проект. А тоа е многу малку направено од нас. Штипјани треба да очекуваат многу повеќе од оваа власт, затоа што оваа власт дојде не да ствара за себе, туку да создава за граѓаните. И лично мислам дека каде да сум бил на функција, секој пат сум оставал прекрасни дела. Штип е мојот предизвик. Но со еден мандат предизвик, каде максимално ќе направам да граѓаните се сеќаваат на овој период, кога има градоначалник кој од душа создава за градот и за граѓаните.
Сите критики ги прифаќам како позитивни, дури од нив влечам искуство. Но никој пат не правам непромислени потези. Секој потек мој е измерен со аптекарска вага, во милиграми, и нема промашување. Во мојот живот нема направено нито едно промашување, и затоа се гордеам што моите космополитски визии создаваат пријателство за нашиот град и за Република Македонија, и во Србија, и во Хрватска, Словенија, Бугарија, Романија, Турција, Грција. Со Грција има бизнисмени кои доаѓаат да сакаат да инвестираат во нашиот град. Така да мислам дека една отвореност на Штип преку функцијата градоначалник ќе носи бенефит на граѓаните. И тоа се гледа, мислам, секојдневно. А сите оние кои во тоа гледат со мала доза на љубомора и завист, имаат патолошки страв од тоа што се прави во градот. Дека може биле неуспешни кога имале прилика да направат нешто во нашиот град. И за нашиот град. Така да мислам дека за Штип престојат убави дени. Господ да ни дава здравје, да ги издржиме сите они искушенија во кои се наоѓаме и да ни дава сила да можеме физички да го издржиме се оно што до сега ни работиме, затоа што да работеле сите помалку, ќе снимале сега многу повеќе. И онаа позната моја изрека што морам да ја кажам, дека ние не сме го добиле нашиот град како наследство од нашите прадедовци, дедовци и татковци, за да го трошиме. Напротив, сме го позајмиле од нашите внуци, деци, правнуци и имаме обврска да им го ставиме по обав градот. И јас така размислувам. Затоа ценам дека сите генерации и поколенија што ќе дојдат еден ден, после години што ќе шетаат по оваа патека, ќе размислуваат во кое време е направено ова. Кои биле тие луѓе кои оделе тогаш во Штип и размислувале позитивно. И мислам дека ќе влеземе во историјата со тоа што го правиме, а граѓаните на Штип најдобро го сликуваат се оно што го работиме преку своите изреки. Кога дојдем овде со сопругата навечер, мене сите ме запираат. Емоциите се видно изразени и искрени, дека сме направиле нешто многу добро. А тоа било не коштало многу. И не сме го задолжиле градот. И тука е моето задоволство, затоа велам, Истрот е нашата вечност, а Штип ќе биде град кој ќе биде после 100 години град во државата. Тоа го јас светувам на нашите сограѓани штипјани и во тоа не се сомневам дека ќе успеам, затоа што знам колку имам енергија, знам колку можам да сработам, го знам мојот интелектуален профил, но ја знам мојата скромност. И верувам дека со тимот со кој работам во овој момент во општината, кој го создавам се уште, со партијата која мене ме ставила на некој начин да бидам кандидат за градоначалник, тоа е ВМРО ДПМН, но пред се со премиерот Никола Груевски кој е голем работник, значи неверојатен работник, мислам дека Штип ќе направи оно што треба да биде. Ние рековме во Штип граѓаните ќе помладеат и ќе го спречиме времето од состарење. Во тоа веќе успееме. Така да луѓето со насмевките веќе ние се многу помладени. А ние знаеме формулата и лекот за такво нешто, тоа е да работиме што повеќе за Штип. Градоначалниче, благодарам многу за идеите, за времето што го отделивте за нас и што успеавте со мене да го издржите дождот. Не беше можеби многу силен, ама на моменти знаеше да не запраши. Овде и дождот се доживува на побав начин. Интересно е дека дождот е природен феномен, но водата е вечност и животот. И затоа ако погледам тука брегалница од оваа страна и го гледам ректоратот, значи од оваа страна колку е живописен ректоратот, си помислувам пред 1000 години, кога Нови Рид во средниот век имало горе град. Како било ова место? Како живееле тие луѓе? И ако откривме преку карпестата уметност дека 7000 години пред Христа имало живот на овие простори, значи ние веќе имаме 10 милениуми живот во Штип. И ние сме дел од ова. Штипјани прв пат ја почитуваа брегалница со нејзината димензија. Погледнете го училиште на Гоце Делчев. Па тој човек, каде бил учител во тоа училиште, каде подпишувал свидетелства, ги учел нашите деца, уписменувал, заслужува почит. Па било каде во светот да се наоѓа. Да не забораваме дека во Република Србија, во Белград, на убавата улица, во Нов Белград се вика Гоце Делчев. Тие не ја промени улицата. Тоа е признание за нашиот револуционери за Република Македонија. И мислам дека од важност е да соработувате со тие луѓе и да градите пријателство. Нас ништо нема да не кошта, да речеме, ако имаме некоја улица на некоја, да речеме, значајна личност од француската историја. Ќе дојде француската амбасадорка. Па може би на таа улица ќе направи нешто во името на Франција и пријателството меѓу Франција и Македонија. Така треба да се размислува. И мислам дека финалето на крајот ќе биде во Штип, а тоа е нашата цел. Благодарам уште еднаш.